Зашто одлучи да се запишеш на факултетот за медицински науки, дали тоа беше твојот прв избор? Јас најпрво се запишав на факултет во Република Словенија и тоа на факултетот за физика и математика. Но набрзо сватив дека тоа не е за мене и уште како мал сонував да се занимавам, односно да работам со луѓе и да помагам на луѓето и на општеството. Затоа се префрлив на факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И во текот на моите студии сватив дека тоа е она професија, хумана професија со која што сакам да работам и преку нејзе да им помогам на луѓето. Така Како можеш да го опишеш твоето студиско искуство од академски аспект, но и тоа и од социјален аспект? Дали можеш да го споредиш тие 1 до 2 години додека си бил во Словенија, принципот на студирање таму и принципот на студирање кај нас? Бидејќи доаѓам од гимназија, откако се запишав на факултетот за медицински науки, на почетокот ми беше навистина тешко, посебно со предметите анатомија 1, 2 и 3. Но мислам дека во првата година, па и втората година, тие пречки, тие бариери успеав некако да ги надминам преку соработката, интеракцијата со колегите, која што се разликува од онаа соработка интеракција со оние студенти и оние колеги кои што ги има во Словенија. Некако европскиот менталитет е позатворен, додека пак ние овде во Македонија сме поотворени за соработка и за комуникација со колегите и со пријателите, така да тие почетни бариери на факултетот успеав да ги надминам и како минуваа годините, понатаму бев вклучен и во наставни активности, многу студентски организации, студентски тела, преку кои што се вклопив во многу и конгреси, семинари и размена на искуства, размена на идеи, вмрежување со повеќе професори и се повеќе и повеќе ја на еден начин засакав медицината како професија и се надевам дека со задоволство понатаму и ќе продолжам да работам. Како вклученоста во тие наставни активности ти помогна за да дојдеш до еден ваков успешен резултат? Всушност, која беше твојата тајна за постигнување на успешниот резултат? Во текот на студентските активности на некои студенти им е доста тежок и самиот академски дел, не пак да бидат вклучени во други наставни активности. Како ти сето тоа го менаџираше и успеа да се стекнеш со ова признание? Во текот на студиите не е важно само да се оди на факултет и да се учи за оцена, многу е важно и социјалниот аспект. Значи, како што напоменав, интеракцијата со колегите и со пријателите. Она кое што сакам да го напоменам е дека не секој студент или ние како студенти не размислуваме уште во прва, втора година за тоа што ќе постигнеме на крајот на 6-та година или какво признание ќе добиеме. Едноставно мораме да ги правиме работите со многу љубов, да вложиме многу труд и да покажеме макотрпна работа, а сите тие награди, сите тие признанија ќе си дојдат самите по себе. Тоа ме научија всушност и токму тие студентски организации, тие студентски тела, искуството на професорите со кои што имавме можност да соработуваме преку тие студентски организации. И тоа е пораката која што сакам да испратам и кон младите и кон студентите, дека треба постојано да инвестираат и да вложуваат во себе и дека тој труд спонтано и постепено на крајот ќе излезе на површина без тие да се под притисок дека треба нешто да исполнат и дека за тоа нивно исполнување треба да добијат било каква награда. Дали можеш да одвоиш некој настан, момент или предмет, некоја случка од студентските денови која те асоцира со твоето целосно студентско искуство во текот на овие 6 години? Како едни од поважните настани во текот на моето студирање се двата конгреси на медицина, кои што заедно со колегите успеавме да ги организираме континуирано во текот на 2024 и 2025 година. Понатаму големиот број на работилници, големиот број на настани кои што ги организиравме со студентската организација СОМА и како претседател на факултетското студентско собрание, но и целата таа мотивација од професорите кои што имавме во текот на студиите, дека не треба да учиме само за оцена, многу е важна и самата пракса. Тоа го добивавме и на клиниките во кои што одевме на пракса како студенти,
така да целокупната таа палета и на теорија и на пракса која што имав и на воннаставни активности, на крајот си го пронајде своето место, односно исплива на површина. Кои се твоите планови за воиднина, еве например 5-годишен план, каде се гледаш да работиш? Дали сакаш да останеш во Македонија или имаш афинитет да се работиш во странство и во која специјалност и специализација најмногу се пронајдеш? Јас сум млад човек и сум студент кој што ја сака својата земја. За мене Македонија е едно прво катче за живење, но мора постојано да се работи, континуирано да се трудиме да бидеме во тек со сите стандарди и со целата таа модернизација на општеството. Најпрво би сакал да го завршам приправничкиот стаж за добивање на лиценца, односно полагање на државниот испит, подоцна и што е можно поскоро вработување. Се гледам во областа на хирургијата, уште во текот на клиничката пракса, односно кога посетував практична настава во клиничка болница Штип, имав можност повеќе да ги искусам работите како се одвиваат во полето на хирургијата, односно на одделението за хирургија во ЈЗУ клиничка болница Штип, и некако ми лежи таа мануелна работа. Сакам да ги отпочнам работите и да ги завршам и на тој начин да им помогнам на самите пациенти, така да мојот план оди во таа насока, односно да се специализирам во областа на хирургијата, па здраве понатаму ќе видиме како ќе се одвиваат самите нешта. Дали како најдобар студент сметаш дека работните услови во Македонија ќе ти го понудат она што ќе ти биде потребно на тебе да се дополнително доизградуваш на уште повисоки нивоа? Како би ги оценил нашите работни услови? Во Македонија имаме квалитетен кадар, имаме врвни професионалци, врвни професори, врвни доктори, асистенти, преку кои што ние како студенти, еве јас како студент во текот на моите 6-годишни студии имав можност да соработувам и да учам од нив. Можеби треба да се подобри сликата кон условите, кон менеджментот, кон она апаратура која што ја гледаме дека постои на светско ниво. Меѓутоа имаме од кој да учиме и треба да го зграпчиме тој момент, односно да се бориме, да научиме и да го искалееме занаетот кој што сакаме да го работиме. Така да едно нешто е дека треба да се подобрат условите, имаме кадар од кој што можеме да учиме и треба постојано да се бориме и да не престануваме да сонуваме, затоа што тој сон еден ден може да стане наша реалност. Дали некогаш си размислувал дека работа во странство би ти понудила подобри услови за добар студент како тебе? Да, можеби работата во странство може да донесе свој виден бенефит, односно и финансиска и материјална поддршка, односно обезбедување на сите услови кои што се потребни за еден човек па и за едно семејство. Меѓутоа, јас секогаш се водам од идејата дека треба да го правам она кое што јас го сакам, а тоа е дека сакам да работам и создавам во местото, односно од државата во која што сум роден, и некако си ги сакам луѓето во Македонија, така да иако би можело некоја од земјите во Европа, односно странство, да ми ги обезбеди оние потребните услови за живот, сепак не би бил јас тој кој што сум овде во Македонија. Така да секој си има своја страна, своја приказна. Навистина имаме успешни примери, млади луѓе кои што успеваат во странство, но сепак постојат и такви кои што се успешни овде во нашата држава, и дека мислам дека доаѓа едно време во кое што младите, посебно нашата генерација, ќе биде за неколку години лидер во нашето општество, и мислам дека ќе биде двигател на многу позитивни нешта во нашата држава. Дали се гледаш само во клиничката работа или пак имаш афинитети кон научно-истражувачка работа? Да, афинитетот кон научно-истражувачката работа некако произлезе токму од учеството на таквите конгреси, на таквите настани во последните 2 години. Сакам да работам со пациенти, сакам да работам со луѓе и да им помагам на луѓето, меѓутоа сакам и да тоа некако го акумулирам, односно да го да објавам труд, да работам на некоја ретроспективна студија, така да се гледам и во медицината, односно
во професијата во која што сме избрали, но меѓутоа се гледам и во науката, односно да работам и со млади луѓе, да им едноставно да им го споделам моето искуство како дел од академскиот сектор во нашето општество. Како изгледа еден твој ден или една недела за време на испитна сесија и што е она што те издвои од другите студенти да се истакнеш како најдобар? Па да, испитните сесии беа навистина сите студенти кои што потребно работеле и учеле во текот на студиите, па и за сите воопшто студенти, испитните сесии се навистина посебен дел и посебен сегмент од нашите животи, затоа што токму во тие испитни сесии имаме голем број на непроспиени ноќи, откажување од многу лични задоволства. И еден ден изгледа така што стануваш рано наутро, го пиеш првото кафе, седнуваш да учиш, го пиеш второто кафе, правиш пауза, повторно седнуваш да учиш. И едноставно тоа е еден непрекинат синџир во текот на денот, во текот на тие 24 часа. Доколку се има време, се може да се спортува, може да се направи некое хоби кое што на еден начин ќе ни го релаксира мозокот и понатаму повторно се враќа на столчето, повторно се учи. Меѓутоа, тоа учење е континуирано и во текот на семестерот, не е само во текот на една испитна сесија, затоа што резултатите, позитивните резултати бараат многу време и многу работа во текот на целата година, не само во текот на една сесија. Кој бил твојот најтежок предизвик или некоја поголема пречка со која си се соочил во текот на студирање? Па имаше многу предизвици, сега не би можел да издвојам некоја конкретно посебно, меѓутоа за мене јунската сесија, време во кое што температурите се високи, време во кое што сите излегуваат, ми беше навистина напорна да се седи дома и да се учи. Тоа ми беше еден од предизвиците во текот на студирањето. Дека 2 години претходно си поминал во Словенија и се врати одлучи да студираш во Македонија. Дали понекогаш си се почувствувал дека си како поназад од својата генерација и дека доцнеш со времето? Да, тоа ми беше како своевидна дилема која што ми лепдеше во главата на почетокот од моите студии, бидејќи ние постојано сме под притисок да извршиме некоја задача и да направиме нешто во животот, но понатаму сватив дека животот е премногу долг и треба да уживаме во секој момент, треба да ги исполнуваме нештата кои што моментално се случуваат, така да тоа чувство дека доцнам, тоа чувство дека не сум со мојата генерација, со тек на времето избледе, односно го снема, така да постепено на еден начин се опуштив и веќе не размислував за тоа и не им представуваше било каков проблем. Добро, некој твој трик за полесно справување со испити или со учење? Посебен трик нема, она кое што би можел да го кажеме дека уште од стартот, уште од првото предавање треба да се научи, да се обработи самата материја и да не се изостава материјалот, бидејќи полесно тоа е навистина новиот материјал по сите предмети, кој што доколку се седне да се научи за една недела е невозможно. И верба во себе, не откажување, верба во себе, иако ќе имаме тешки моменти, можеби размислување за откажување, сепак тоа не треба да биде опција во ниту еден случај, туку напротив треба да се верува многу во себе, да се вложи труд и секој што тргнал на овој пат, со таква мислам дека ќе успее на крајот. Дали сметаш дека смела? Дали знаеш што е сепса? Сепса. Дефиниција за сепса. Поготово ние студентите од Штипскиот факултет, како што не нарекуваат, уште не сме дошли до тоа поглавје и мислам дека доправо ќе учиме во клиничка пракса, посебно оние студенти кои што ќе имаат можност да заменат во Словенија. Таму посебно се изучува за тоа што е сепса. Ти се откажа од Словенија, ти пред време учиш што е сепса и да иде тука. Да, наистина ми беше проблем во почетокот да научам што е сепса уште во прва година, така да тоа го остави за во шеста.